Преполна сала, весели луѓе и многу донирани средства. Вака помина хуманитарната забава за помош на Методи Митев, што се одржа во хотел-ресторанот Аледар. Од влезниците, од хуманите граѓани и од донираниот промет од страна на собствениците на Аледар, Методи Митев синоќа собра уште околу 2000 евра, зашто јавно се заблагодари на сите што беа вклучени во организацијата. Сакам да упатам една голема благодарност до сите граѓани за што ми ја дадоа вчера поддршката, што се одржа хуманитарната забава во ресторант Аледар. Од хуманитарната забава се соберени 123.500 денара. Парите се пуштени на сметката. Благодарност до спонзорите, до пејачите сите што беа на хуманитарната забава. Како што реков, благодарност до вас граѓаните, како секој пат и сега што ми ја дадовте поддршката. Благодарност до ресторант Аледар, што се реши и тој да се приклучи во хуманитарната акција, да можем да ги соберам потребните пари за моето лекување во Пекинг. Од карти се соберени 54.000 денара пари, од промет од собствениците на ресторант Аледар ми донираа 65.000 денара и 5.000 денара имав од кутијата што беше поставена за донации. Така да сакам да ви кажам дека сега ми остануваат уште некоја си ситна пара. До сега имам соберено 33.000 евра, значи до 34 са уште 700 евра. Значи тоа са, можеме да речеме дека сме веќе на крајот и сме спремни во март за лекување, да заминеме на лекување. Така да, ако можете и имате волја да ми помогнете уште малку, да можем да ги соберам и тој мал дел од парични средства и на 15 март да заминам на лекување. Воедно сакам да упатам една голема благодарност за претходно одржаниот концерт, што беше одржан во спортската сала, што во спортската сала беа соберени 6.000 евра пари. Благодарност јавно до општината Кочани, до пејачите, до организаторите, спонзорите. Присутните гости ги забавуваа естрадните уметници од македонската музичка сцена: Сузана Гавазова, Владко Миладиновски, Владко Лозановски, Ване Грозданов, Ибуш Ибраимовски и Ристе Ристевски, како и Бумбари бенд, кои што цела вечер свиреа со пејачите. Се јави порано. Вака, Чичко Ибуш вика, јас вака сакам нешто хуманитарен концерт, реков, може би така, зборува детево. Ај, ми се јавува пак повторно, сега викам доаѓам. Сигурно доаѓам. Испаѓа дека јас не можам да дојдем, колата ми ја зема син, ми отиде за Загреб. Што да правам, јас му ветив на детево такси, прашувам такси, ми барат нешто многу. Се јавив кај Ристе Ристевски, викам, ај, синко, појди од кај мене, земи ми и мене заедно, да си дојдеме во Кочани и да отпееме, да придонесеме за што побрзо да ни оздрави Методи и да се молиме, секогаш молитва кон Бога за негово оздравување. Вика, ако чуш доаѓаме, супер ме, зеде сабале, дојдов и јас се осеќам исполнет да ви кажам зашто јас сакам многу да помагам ако можам. Било како. Со големо задоволство ја прифатив поканата, бидејќи јас сум навистина хуман човек, сакам да помогнам на секој, така да не ми представуваше проблем да дојдам овде, да дадам свој допринос колку што јас можам за да биде забавата успешна и да имаме посетители во волкав број, колку што не има моментално. Ние секогаш кога сме биле слободни, кога сме имале прилика и можност, сме доста често пати учествувале на хуманитарни концерти, така и да и во ова пригода. Прво ви благодарам на поканата на вас и секогаш во секое време можете да рачунате на нас, како за сега и за воиднина. Па секогаш е одлично кога можеш да помогнеш барем па и малку. Меѓу пејачи и пејачки, сите по малку, дека ќе се да му помогнеме на Методи да успееме. Имам снимено неколку numeri кои што треба да бидат издадени и спромовирани во 2018 година. Покрај тоа има некои големи евенти кои што ги планирам во текот на 2018, така да нема запирање, мора да се работи на македонска музика
и се надам дека што повеќе ќе и медиумите ќе излезе во пресред, да биде испочитувана таа македонска музика, поради тоа што ние живееме во сопствена држава кај што треба да се негува тој македонски јазик, кирилицата. Организаторите, освен до естрадните уметници кои што пееја за помош на Митев, упатија и голема благодарност до спонзорите кои што несебично прифатија да помогнат. Печатницата Мастерпринт, ресторанот Аледар и медиумите Радио Ла Коста, Канал 5 и Канал 8 телевизија.